Здравствениот статус на ромите се уште е неповолен, односно имаат отежнат пристап до здравствените услуги, тврдат од невладината Хера. Според нив, ова е резултат на повеќе фактори. Едно е социјално-економскиот статус на ромите, нивната неможност за плаќање на здравствените услуги, нивната дискриминација од страна на здравствениот персонал, отежнатиот пристап до правда, меѓутоа исто така и голем причина во неостварувањето на правото на здравствено осигурување и отежнатиот пристап до здравствена заштита, кај ромите игра улога исто така и недоволната информираност. Поради ова од ромските организации се погласни во барањата за олеснет пристап до здравството. Пред се да се намали она партиципација, односно плаќањето на партиципација доколку имаат потреба од болничко лекување за овие социјално ранливи категории, каде што ќе можат да ги користат овие услуги од здравствените институции и на тој начин да им се олесни пристапот до здравствените институции. Севе ова се резултати кои ги покажале истражувањата до сега, иако во делот на здравствена заштита кај ромите има и многу позитивни примери. Тие ги користат сите бенефити, Фондот за здравство на Република Македонија што ги нуди. Вклучени се во тие превентивни прегледи за жените, рак на дојка, рано откривање, рак на матката, мажите, рак на простата, на дебелото црево, кардиоваскуларните болести, ги добиваат соодветните совети за намалување на компликациите на оние веќе хронично болните. Со цел поголемо остварување на правото на здравствена заштита, денес во Штип се одржа трибина. Сметам дека ваквите дебати треба да продолжат и во иднина, за да добиеме едно поквалитетно, едно поубаво општество за живење, еднакво за сите. И тоа е една од придобивките која што треба да ја добиеме во наредниот период, Македонија да стане еднакво општество во кое што сите ќе бидат еднакви. На трибината беа презентирани моменталните состојби со здравството кај ромите, но и начинот како тоа да се подобри.